Ова се вестите на телевизија Кобра. Еве ги настаните за денес. Асфалтирање на патот за село Смилјанци. Од утре започнува школата за пливање. Пуштени фазани во ловиштата во општина Босилово. Денеска е Свети Наум Охридски. Општина Босилово со подршка за фудбалскиот клуб Хоризонт Турново. За овие и останатите информации се враќаме веднаш по рекламниот блок. Екипата на телевизија Кобра присуствуваше на асфалтирањето на дел од патот на делницата од село Подареш до село Смилјанци, како дел од локалната патна инфраструктурна мрежа во општина Радовиш, а во реализација од програмата на јавното претпријатие за државни патишта, како дел од грантот на Европската банка за обнова и развој. Детали во продолжение. Согласно динамиката која што беше предвидена од страна на фирмата изведувач, денес се отпочнати работите околу асфалтирање на оваа делница на патниот правец Подрес Смилјанци и очекуваме во текот на денешниот, најкасно утрешниот ден, целата оваа делница да биде конечно и целосно завршена, односно доасфалтирана, како што беше и најавено, во должина од 1,8 км. И со ова го ја закружуваме и оваа наша инвестиција, ќе повторам пак во соработка со Агенцијата за државни патишта, Министерството за транспорт и врски и секако владата на Република Македонија. Оваа инвестиција некаде е околу 200.000 евра. Дополнително, значи, за ваша информација и за информација на граѓаните кои што ќе го користат овој пат, Агенцијата за државни патишта овие денови имаше распишано дополнителен тендер за дополнителни 900 метри за асфалтирање на оваа делница од патниот правец Подрес Смилјанци. Очекуваме, значи, во текот на летото да уште 900 метри дополнително бидат асфалтирани, како што е и оваа делница од 1,8 км. Апсолутно го леснува движењето на сите оние кои што се со потекло од селото Смилјанци и сите села кои што гравитираат на овој потек. Од друга страна ќе значи можност и за развој на туризмот, бидејќи ние како општина значи долго време го имаме проектиран овој пат, беше проблем да се изнајдат средства, но еве сега благодарение на овие претходно спомнати институции и благодарение на владата на Република Македонија се возможи да добиеме средства како грант од Светската банка и еве значи на наше задоволство и на задоволство на сите граѓани на општина Радовиш и сите тие кои што ќе имаат прилика да го посетат селото Смилјанци и околината да газат по асфалтиран коловоз. За жал, во овој наврат нема да биде асфалтирано, бидејќи и со проектот кој што е претходно изготвен од страна на општината, тој потек на патниот правец Подрес Смилјанци не е предвиден за асфалтирање од објективни причини што браната која што се планира, значи да се гради на реката Плаваја, го фаќа баш тој потек од неасфалтираниот дел на патниот правец Подрес Смилјанци. Но ние сме на размислување како општина заедно со стручните служби, бидејќи за нас проектот Брана Смилјанци е навистина една капитална инвестиција и ние во догледно време не гледаме начин како би можеле како општина да ја инвестираме, ниту гледаме некои дополнителни извори на финансирање да најдеме и затоа планираме, бидејќи еве сега со овај ке фактички стасуваме до селото Смилјанци, ќе остане како слепо црево тој потек од патниот правец, да изнајдеме можност за 2014 година да изготвиме дополнителен проект за таа должина, за да можеме 2015 година да ја аплицираме или да ја градиме со сопствени средства. Во населеното место Босилово, со цел да се збогати ловот на ловните терени во атарот на општина Босилово, со кој стопанисува ловното друштво Гоце Делчев, беа пуштени одреден број млади фазани. Фазанскиот дивеч е од сопствено производство и во рамките на програмата за лов на ловното друштво. Вчера во населеното место Босилово, со цел да се збогати ловот на ловните терени во атарот на општина Босилово, со кој стопанисува ловното друштво Гоце Делчев, беа пуштени одреден број млади фазани. Фазанскиот дивеч е од сопствено производство и во рамките на програмата за лов на ловното друштво за подмладување на фазанскиот дивеч треба да бидат пуштени околу 250 млади фазани. Ловното друштво Гоце Делчев Босилово пушта фазански дивеча по ловостопанската основа и по развојната програма
треба да пушта околу 250 броја на фазански дивечи, кои се сега овде се зберани ловджиите од сите подружници и ќе се пуштат по подружници исто така, по одредена бројка. Со расположливиот фазански дивеч, кој ќе биде населен, ловното друштво Гоце Делчев од Босилово прави вистински напор за збогатување на ловиштата во општината со пернас дивеч, кој е баран од страна на ловците за одстрел. Од основното општинско училиште Никола Карев задоволни од изминатата учебна година. Откако вчера беа предадени свидетелствата, директорката на ова училиште денес изјави дека е задоволна и од успехот покажан на екстерното тестирање, со надеж дека овој успех ќе продолжи понатаму. Поздрав до сите гледачи на нашата општина, па и пошироко, на крајот од наставната година, односно во моментот кога веќе го поделивме успехот на учениците, она што сме работеле сите напорно, одговорно, ние како наставници, како институција, учениците во соработка со родителите, е вчера веќе поделено по учениците, кои имаат видено успехот и сигурно се задоволни, затоа што и ние како наставници, јас како директор, сите вработени овде забележавме како се работеше и резултатите веќе ги знаеме од сето сработено. Резултатот, односно општиот успех на учениците пред екстерното тестирање беше 4 и потоа правевме повторна анализа и после екстерното тестирање правевме повторна анализа, значи не се разликува драстично, значи многу малку, 3,96. Ние сме задоволни како институција од успехот на учениците и од одстапките кои што се јавија во однос на општиот успех на учениците, па и средниот успех на ниво на училиште, затоа што се незначителни и многу минимални. Одстапка од 0,06 или 0,08 на ниво на актив на 6 или 7 оделение е незначително. Тоа ни дава за право да кажеме дека наставниците многу објективно оценуваат ако веќе екстерното го земиме како важно, потребно или многу валидно оценување. Сите ли ученици полагаа екстерно? Да, екстерното тестирање го помина сите ученици од нашето училиште во рокот од 2 до 10 јуни, со исклучок на еден ученик кој што со барање на родител една седмица пред да заврши наставната година замина во странство од нивни неодложни причини, но најавено е дека ако се врати во август, значи ќе му биде дозволено, за тоа известен и ДИЦ, ако се врати, не ни е познато, во август, тогаш само тој ќе полага, ако не екстерното тестирање и целокупната работа околу успехот во Општинското основно училиште Никола Карев е завршена и веќе од 7 од понеделник наставниците заминуваат на заслужен одмор. Сега во овој момент уште тече интерната проверка на објективноста на оценувањето на наставниците, но веќе сме при крај, значи денеска завршуваме и со тие активности и само ќе остане пополнување на електронската апликација со сите тие резултати од интерните проверки по вештините, техничко, музичко, ликовно, физичко образование и оние што не беа опфатени со екстерното, односно наставниците кои што реализираат настава во прво, второ и трето оделение, описно оценување. Од утре започнува со работа школата за пливање при комплексот Шампион. Оваа школа успешно работи веќе 13 години и големиот број на учесници ја докажува нивната професионалност во работењето. За деталите околу нивното работење поразговаравме со господинот Никола Ципушев, еден од менторите. Од утре, петок, 4, започнува со работа пливачката школа во склоп на ресторант Шампион. Цената ќе биде некаде околу 1700 денари во склоп на пливачката школа. Е опфатена право и сезонска карта, односно за деновите кога ќе нема да бидат на пливање децата, со своите родители може да дојдат слободно и да влегуваат овде. Групата ќе има некаде околу од 50 до 60 сега има пријавено ученици. Доколку групата биде поголема, ќе ги поделиме. Едната група ќе оде понеделник, среда и петок, другата група ќе оде вторник, четврток и сабота. Најпогодна возраст за децата кои што може да доаѓаат овде да запишуваат е од 6 години па нагоре.
Ние секако во групата имаме и од 6 години, имаме и поголеми, имаме и две групи кои ги спремаме триатлонци. Значи со децата ние работиме насаба или водата кога е најчиста и филтрирана, кога зраците не се јаки на сонцето, кога нема кој да ни спрече во нашата работа. Со нив правиме 2 влеза и 2 излеза во водата, учиме правилно издишување, техника раци, техника нози. Секако мислам дека и они пак се научуваат на ред, на дисциплина, на редовност, стекнуваат едни трајни навики, да кажеме, бидејќи пливањето и возењето велосипед кога ќе се научат, еднаш веќе не се забораваат никогаш. Научуваат ли децата да пливаат? Па секако. Значи има деца кои научуваат да пливат и за 2 часа, за 3 часа, имат некои деца кои научуваат да пливат и за 2 недели, 3 недели. Тоа зависи од ученикот. Значи едно дете кога ќе прочита лекцијата може да ја научи на еден пат. На некое дете му треба и 3 пати. И тоа е овде исто. Дали имате возрастни кои се пријавуваат за учење? Па имаме на пример и возрастни над 12-13 години деца. Секако најголем проблем во тоа е, јас сепак кажувам и на другите колеги, доколку родител е непливач и кај нив си има створена една паника и се плашат децата да ги пуштат порано. Меѓутоа, колку порано детето го донесат овде ние да го обучиме, толку подобро. За 6 години, на 6 години веќе можат комотно децата да ги носат овде. Колку време ќе трае пливачката школа? Значи пливачката школа малку закаставме оваа година, значи поради реновирањето, гледате и вие сами дека склопот овде во базенто, во склопот на ресторант Шампион е обновено, веќе имаме нови топогани, нови плочки, значи е реновирано. Тоа сето е направено најпрво заради безбедноста на капачите, а потоа и заради самите нас. Колку време постои оваа пливачка школа? Ова пливачка школа веќе 13 години ја водим. Значи пливачката школа започнува од утре и ќе трае некаде до 15 август. Според календарот на Македонската православна црква, денеска е Свети Наум Охридски. По повод овој празник, во црковниот храм Света Тројца, утринава имаше божествена литургија. Отецот, Синот и Светиот Дух, благочестиви христијани и христијанки, денес нашата црква го празнува споменот за Светиот Наум Охридскиот чудотворец. Тој бил ученик на Светиот Кирил и на Светиот Методиј и еден од петочислениците кои најревносно соработувале со овие словенски рамноапостоли. Светиот Наум исто така патувал во Рим, каде што се прославил со чудотворна сила, како и со голема ученост. Бил познавач на многу јазици. По враќањето од Рим, тие се населиле со помош на царот Борис Михаил на бреговите на Охридското езеро. Светиот Климент делувал како епископ по Охрид, а Светиот Наум на јужниот брег на езерото основал манастир кој ден денес украсува тој брег, како што името на Светиот Наум ја украсува историјата на словенското христијанство, кој низ вековите бил извор на чудотворна сила и прибежиште на болните и страдалниците. Околу Светиот Наум се собрало мноштво монаси од секаде од Балканот. Светиот Наум бил мудар учител, единствен раководител на монасите, решителен подвижник, чудотворен молитвеник и духовник. Неуморниот трудбеник, Светиот Наум посебно се трудел по преведувањето на Светото писмо и останатите црковни книги од грчки јазик на словенски. Правил чуда и за животот и по смртта. Неговите чудотворни мошти денес зачудуваат со многобројни чуда, посебно со исцелувањето на тешки болни и посебно на лудило. Се упокоил во првата половина на 10 век и се пресилел во радоста на љубениот Христос.
Вчера градоначалникот на општина Босилово, господинот Љупчо Колев, беше со фудбалерите на Хоризонт Турново на подготовката пред заминувањето за Скопје. Денес на арената Филип II во Скопје треба да го одиграат надпреварот од првото квалификациско коло од Лигата на Европа со екипата на Чикура од Грузија, а после 7 дена е реваншот на гостински терен. Денес, поминав неколку моменти со фудбалерите и раководството на фудбалски Хоризонт. Тие во текот на утрешниот ден имаат настап во европските купови. Со собствениците на фудбалскиот клуб се договоривме така јас да присуствувам на еден нивни ручек, да им посакам среќа. Инаку Хоризонт како фудбалски клуб, веќе повеќе години се бори за шампионска титула во домашното првенство, настапува во европските купови и на нас како општина и како населено место Турно ние гордост што имаме и затоа јас сметав дека како градоначалник треба малку да поминам неколку моменти со фудбалерите и со раководството и да им посакам среќа и успех во надпреварувањето во квалификациите за европски купови. Добро, спремни сме за надпреварот. Имаме 3 недели работа. Знаеме дека 5-6 играчи го напуштија Турново, дојда нови дечки. Тие дечки кои се тука доста се квалитетни. Че ги замена тие кои го напуштаја Турново. Запознати сме со противникот кој ќе играме на утрешниот надпревар. Очекуваме на доста тврда такмица, доста добра екипа, со доста добри квалитетни играчи кои доста време игра заедно. Али нас не занима противникот, нас не занима ние како ќе влеземе на такмица, како ќе се мотивираме. Сигурно дека тие дечки кои се тука има квалитет, имат успех, ова што го направиме во Македонската лига и треба само на утрешниот надпревар да покажеме тоа дека и за ова Европа не е. Ова беа актуелните информации за денес. Имајте пријатна вечер со програмата на регионалната телевизија Кобра. Пријатно!